Сечењето на стеблата и гранките од дрворедот на потегот од поштата до трговскиот центар, кој КП Водовод го врши деновиве, предизвика различни реакции во јавноста. Дел од граѓаните сметат дека со сечењето на крошните практично дрвјата се соголуваат, што значи дека во летниот период ќе ги нема сенките под кои минувачите се движат или застануваат за да се спасат од горештините. Проблемот, односно дилемата за и против кастрењето на дрвјата, стигна и до Советот на општината, каде на последната седница советникот Дарко Стојчевски упати прашање до градоначалникот и до надлежните. Првото прашање се однесува на она што е актуелно во градот последните неколку дена, односно сечењето на дрворедот покрај кеот на Кочанската река. Има многу негативни коментари помеѓу нашите граѓани, па сакам да знам која е причината, дали е оправдана таквата постапка. Зборувајќи за активностите на комуналното јавно претпријатие Водовод во зимскиот период, на ова прашање директорот Андреј Киров со одговор. Од овој период од годината се врши резидба на стари и исушени дотраени дрвја и гранки. Резидбата се врши поради формирање на нови крошни и од безбедносни причини. Така да веќе досега извршивме резидба на делот од улицата Маршал Тито, од потегот од поштата до мостот кај шопинг центарот. Во следен период не очекува резидба и во самиот трговски центар и на улицата Димитар Влахов, значи покрај трговскиот шетар што поминува од задната страна. Инаку во изминатите години КП Водовод практикуваше стручно кастрење дрворедите со цел да се развијат нови стебла, што се покажа како добра мерка, бидејќи подоцна истите формираа бујни крошни.